Токму за јубилејното 15-то издание на Битола Отворен град ке зборуваме во наредните неколку минути, а со мене утрово во студиото е Маја Ангеловска од МКЦ Битола. Маја, добре ни дојде во студиото на утринската програма. Ви благодарам на поканата. Имаме повод зошто да ве поканиме. 15 години Битола Отворен град не е мала работа. Ќе почнеме со тоа и како успеавте да останете еве овие 15 години? Па, без лажна скромност беше тешко. Меѓутоа, задоволство. Во секој случај фестивалот си има една приказна, која што е далечната 2002 ја започнавме, со една повисока цел, обединување на млади уметници, на една креативна енергија, претварање на Широксокак во една голема сцена. Она што го научивме претходните години е дека убаво е кога уметноста и енергијата на младите ја вадиме на улица, поблиску до народот, до граѓаните, за разлика од оној момент на институционална култура, кога се прави култура и се очекува да биде посетена. Така да, од тој аспект Битола Отворен град го има тој момент на приближување до граѓаните, енергијата на младите, нивните уметности кои што ги работат и пораките кои што ги пренесуваат преку нивните креации. Ретко се кај нас таква манифестација да обстане 15 години, особено еве ако зборуваме за нешто што и не се случува во Скопје, да бидеме реални, секојаш е така, но сепак еве успеавте. Предпоставувам на почетокот беше малку потешко да се натерат граѓаните на една таква навика, да сватат дека Битола Отворен град е една таква манифестација која што кажа се случува еве на самиот Широксокак, на едни такви алтернативни сцени со едни поспецифични гости, да кажам. Па беше интересно. Во секој случај беше предизвик. Меѓутоа беше многу лесно затоа што, како што спомнав, нови содржини, нови моменти, не секојдневни моменти беа пласирани за битолската јавност. Многу уметници млади продефилираа низ битолските улици, да секогаш беа во прашање алтернативни сцени, секогаш добро прифатени производи од страна на битолската публика. Од друга страна, фестивалот долги години беше поддржуван и од меѓународни волонтери кои што има на некој начин беа додадена вредност на самиот фестивал, значи минимум 10-12 странци од 10-12 различни земји, логистичка поддршка беа на самиот фестивал. Па низ годините тема е процес на креација која што финални производи исто така излегува на улица. Многу приказни поминаа овие 15 години низ Битола Отворен град. Ке се подсетиме после на приказните и на сите оние имиња кои што поминаа овие 15 години низ Битола. Еве сега за почеток да ги запознаеме гледачите подетално со програмата кој што овие 4 дена ќе имат можност да ја проследат. Да, фестивал започна вчера. Вчера имавме задоволство, граѓаните имаа можност да погледнат стрип изложба Токсична планета на францускиот стрип уметник Дейвид Рейт. Темата на таа изложба беше загадувањето, кое што исто така беше тема која што се провлече и за време на настанот кој што следуваше потоа презентацијата на филмот БТ Токсик. Во меѓувреме исто така темата миграции беше исто така присутна на Широксокак. Имавме прилика да слушнеме на вистина потресни приказни од нашите сограѓани, да се потсетиме сите заедно колку е тежок тој момент, меѓутоа колку е навистина реалност, како во тоа време живееме сега. Миграциите ни се реалност, меѓутоа нашите сограѓани покажаа доста емоции, ни раскажаа доста приказни. Така да првиот фестивалски ден заврши со на некој начин во еден дух на евоцирање спомени. За да денес продолжиме онака како што
најавивме и вчера со работилница за граѓански иницијативи. Значи, како што го најавивме овој фестивал, оваа година тема на фестивалот е граѓански активизам. Така да во таа насока голем дел на поединци, неформални, формални групи ќе имаат можност денес да во работилницата за граѓански, како да се поднесе граѓанска иницијатива, да слушнат како чекор по чекор се прават тие, чекор по чекор како може да се направи таа граѓанска иницијатива, како тоа да се поднесе, на кој начин, и понатаму ќе имаме еден практичен дел каде што ќе разговараме за евентуални теми за кои што понатаму граѓаните ќе го имаат својот глас и ќе се обидат да иницираат известни промени во средината во која што живеат. Понатаму денот ќе го завршиме со уличен концерт. Младите уметници се секогаш во преден план на фестивалот Битола отворен град. Оваа година сцената за младите музичари ќе биде кај Саат кулата. Во петок имаме еден интересен долг настан кој што ќе се случува во Порта Джез. Со Ана Јовковска. Со Ана Јовковска на некој начин го завршуваме циклусот во Порта Джез, меѓутоа го почнуваме со регионалниот форум за Пелагонински и Југозападен регион. Овој форум е на програмата Цивика Мобилитас, Битола отворен град е домаќин на овој форум. За време на овој настан ќе имаме работилница за фотоглас како алатка за граѓански активизам. Исто така многу добра алатка која што ќе можат граѓаните да ја користат за да ги подобрат условите во средината во која што живеат, значи сами да преземеме одредена акција и покрај тоа што ако нешто не зависи од нас од институциите, значи да се обратиме. Факт е дека кога опишуваме нешто дека тоа е вака, малку потешко го сваќаат од другата страна, меѓутоа кога ќе го видиш на фотографија е многу појасно. Велат дека една фотографија е 1000 зборови, а ретко кога имаме време да опишеме некоја ситуација или слика во 1000 зборови, така да фотогласот ни го дава ние едноставна алатка за да прикажеме она што имаме да го кажеме многу едноставно. На овој форум имаме најавено гости од цел регион, така да ќе биде многу продуктивно, се надевам. Гледајќи програмата, се извини дека што ќе те прекина, морам да кажам дека освен што ќе може да уживаат во оној музички дел, има многу едукативни работилници кои што се од голема корист за сите граѓани и за учесниците. Апсолутно, па тоа е и целта на уметноста. Значи, уметноста е непотребна доколку ја конзумираме само како бавина. Доколку не едуцира, не поттикнува, не мотивира да размислуваме на одредена тема, тогаш мислам дека нема потреба зашто да ја конзумираме како таква. Така да секогаш нашите активности имаат некоја цел, значи секогаш уметниците млади кои што доаѓаат пренесуваат некаква порака, тоа е она што во секој момент, посебно фестивалот Битола отворен град го нуди како една платформа каде што може да се изразат, каде што можат да ги кажат своите ставови, меѓутоа преку уметнички алатки. И како што споменавте, значи сега ќе се вратам повторно на програмата, делот во Порта Джез го завршуваме со Ана Јовковска. Темата е Road of Gaming за еднакви права. Многу интересна тема, многу интересен концепт подготви Ана, значи повторно Ана во Порта Джез, меѓутоа малку со поинаков пристап. Мислам дека ќе биде многу интересно, поинако доживување со Ана. Ја сакат луѓето, ја сака публиката. Да. И вечерта исто така имаме многу интересен момент. Битола отворен град е исто така домаќин на Контракадар. Задоволство ми е да кажем дека пред 3 години Контракадар започна во просториите на МКЦ, полека се шират, растат и еве сега некако се враќаат
во нашите простори. Не забораваат каде биле почетоците. Задоволство е да бидеме домаќини на луѓе кои што работат и се активни на темата. Значи, задоволство е да бидеме домаќини и на големи автори, бидејќи Сандра Ѓоргиевска, која што е автор на филмот кој што ќе се прикажува во петок вечер, Зелени ѕидови црна храна, ќе биде присутна на самиот настан, значи ќе можат присутните да проговорат со неа. Темата е, која што ја обработува тој филм, меѓутоа и темата на дискусијата е условите, односно неусловите во студентските домови. Така да, еве, ако некои студенти слушаат и ја гледаат ова емисија, јас ги повикувам да си поразговараме на таа тема, бидејќи верувам дека има многу што да кажеме. Приказната е за студентските домови, студентскиот живот во Скопје, меѓутоа не е многу различна од студентскиот дом, например, во Битола и така натаму. Имаме многу студенти од Битола кои што се таму и се засегнати од сето тоа. Да, апсолутно. Така да мислам дека ќе имаме добра дискусија. И освен тоа, со што се соочуваме, се надевам дека ќе проговориме како да го надминеме сето тоа, како да се подобрат тие услови, значи, како што кажува Сандра во одреден момент, проблемот е во тоа што ги прифаќаме работите и не се бориме. И за крај го имаме концертот. Да, и за крај, традиционално е најголемиот настан секогаш на Битола отворен град, го оставаме за крај. Оваа година наши гости се Бернес Пропаганда и Електрични оргазам, секој со својата приказна, големи имиња повторно и забава за цела Битола и поширок. Оно што е интересно е дека сите настани се отворени и бесплатни за сите граѓани, може слободно кој сака да ги посети сите овие настани кои што ги набројавме пред малку. Да, па тоа е концептот, тоа што зборувавме, значи Битола отворен град, култура, уметност во граѓаните, за граѓаните. И покрај тоа што Битола отворен град, викаме отворено за сите граѓани, ги посетуваат ли ваквите работилници? Се вклучуваат ли во овие дискусии кои што мора да кажеме дека се од големо значење за сите нив, особено за помладите? Со такви теми кои што ни се актуелни и со кои што се допираме секој ден и ги имаме во секојдневниот живот. Да, значи ги посетуваат. Има посети, има интерес, младите луѓе се активни, меѓутоа она што недостига е информацијата. Од она што досега го комуницираме со младите луѓе, кога ќе бидат добро информирани, тие присуствуваат. Меѓутоа, моментот на информирање е малку процес кој што трае. Меѓутоа, од друга страна, па годините не научиле на кој начин да комуницираме со социјалната група. И можам да кажам дека немаме голем проблем со недостаток на публика или со неактивна публика. Ако се вратиме сега 15 години наназад, не мора на самиот старт, прво да се подсетиме на сите оние големи имиња кои што поминале токму низ Битола отворен град и го посетиле нашиот град и биле дел од оваа манифестација. Па 2002 беше Ристо Вртев и тоа беше во Свинг, големиот концерт со многу бендови. Кирил Џајковски со Серџик оркестра, така Вондер, понатаму Ван Гог, Рамбо Амадеус, Хладно пиво, Фолтин, кој се уште не беше, Хенри Сайс, Парти Брейкерс минатата година беа. Може ли да одвоиш некој од овие 15 изданија кое што тебе, да не кажам дека ти е омилено, но некако и со гостите и со тоа како поминало тоа издание на фестивалот ти оставило најголем впечаток? Па моментално сум под импресија од ова издание, затоа што енергијата е тука. Веројатно во прашање ќе можам да го одговорам дополнително после фестивалот. Затоа што ти кажеш дека ова беше омиленото издание. Па не знам, не сум сигурна, меѓутоа моментално сум со цела своја енергија во ова издание и не можам да одделам во овај момент известно издание на фестивалско.
Рековме на почетокот дека 15 години не е мала работа кога е во прашање опстување на еден ваков фестивал, на една ваква манифестација. Колку беше тешко да се поминат сите овие години и што е она што ве води и ве тера секоја година да имаме нови гости, подобро издание на фестивалот и да учиме од искуствата од претходните години? По мотивацијата е едноставна. Кога сме поминале 15 години или 14 или 13, зашто би се станале? Затоа што фестивалот е генератор на една енергија. Оние млади луѓе кои што на локално ниво ги повлекуваме за време на фестивалот, нас ни остануваат трајно, значи продолжуваме да работиме со нив. Тоа е едно прекрасно чувство кога привлекуваш млади луѓе со една позитивна енергија и понатаму ги водиш низ едукативен процес, па растат низ годините. Така да, веројатно, една од причините поради која фестивалот се уште живе е таа енергија на младите луѓе. Енергијата од друга страна на битолчани кои што некако веројатно навикнале на фестивалот и доаѓа мај, прашуваат кој сега ќе биде гостин, со кого ќе можеме да уживам. Факт е од друга страна дека посебно големиот концерт го прави најголемото летно задоволство во Битола. Еден момент кој што бесплатно може да биде конзумиран и можат сите да учествуваат, да се забавуваат, така да мислам дека е малку нескромно и не е фер да им го скратиме тоа задоволство на битолчани. Кој е бројот на настан кои што не сите овие 14 изданија досега поминале, колку се уметници поминале, имаме ли некоја бројка со која можеме да заокружиме? Па се обидовме во даден момент да поминиме низ уметниците и стигнавме до некоја бројка од некои 400 уметници кои што навистина имаат учествувано со своји дела. Дел од нив секако физички присутни во Битола, дел од нив ни спратиле своји дела, па сме ги изложувале и така натаму. Многу е голем бројот на уметници и бројот на дела кои што продефилирале овие 15 години низ Битола. Другото прашање беше толку настани уметници колку од прилика, А кој е бројот на луѓето кои што стоите позади Битола отворен град и секоја година успешно се реализира? Затоа што не е мала работа да се организира еден фестивал, една манифестација која што трае 4 дена и има гости од секаде. Работниот тим е од 9 члена, кои што морам да кажам дека оваа година волонтерски го работиме. Во интерес на програмата на фестивалот, бидејќи поинакви услови имаме оваа година, максимално волонтерски влегуваме во целата приказна, со цел да го задржиме, да продолжиме с традицијата. Меѓутоа, не сме ние тие кои што го работат фестивалот и кои што ја водат енергијата. Нашите драги ценети волонтери кои што секоја година се тука присутни, околу 30 волонтери, се навистина енергија која што не смееме да занемариме, бидејќи без нив, без нивното присуство, без нивната помош, фестивалот нема да може да биде реализиран. Кои се очекувањата за овогодинешното издание, со оглед на тоа дека вчера првиот ден веќе помина, ја имавте токму изложбата на изминатите 14 години да се потсетиме на сите плакати кои што беа. Како помина првиот ден, кои се импресиите? Па како што кажа, прво евоциравме спомени. Се вративте во минатото, се потсетивте на деновите. Се потсетивме. Одејќи низ тие купишта време, во даден момент дури се изненадивме што све имаме сработено, покажано, направено. Прекрасно беше тоа чувство. И како што споменав понатаму, навлеговме во едни други општествени социјални теми. Малку се вративме во реалноста, за жал, со сите тие потресни приказни, имиграцијата и загадениот воздух, нешто што реално ни се случува. Вчерашниот ден имаше така два дела, два контрасти, кои што, некако поделени чувства во секој случај. Меѓутоа, денес продолжуваме
пофокусирано. Јас се надевам Маја дека и ова издание на фестивалот, сигурна сум дека ќе биде успешно и дека ќе има еве и по завршувањето, да кажеме, други импресии, да ги сумираме сите впечатоци од овие 4 дена. Ти благодарам многу што утрово еве издвои време и ги сподели со нашите гледачи сите овие информации кога е во прашање Битола отворен град. Ви благодарам многу за поканата. Драги гледачи, вие кои што еве сакате да посетите некој од настаните кога е во прашање Битола отворен град 2016, само уште ќе ве потсетам дека денеска во 12 часот имате можност да ја посетите работилницата Како да се поднесе граѓанска иницијатива, а вечер да уживате во еден прекрасен уличен концерт. Останете со нас, ќе продолжиме и со останатите содржини.